Извештајот на Европската комисија според кој нема напредок во борбата со корупцијата и судството испраќа прекор до владата за начинот на кој што се поставува кон судиите и обвинителите, вели универзитетскиот професор Гордан Калајџиев. Не постои европска држава каде што извршната власт би си дозволила отворено да ги напаѓа или да влезе во, војна со судиите и обвинителите, во смисла да ги обвинува нив како да се тие најголеми криминалци, и со тоа во битно влијае и самата на опаѓањето на рейтингот на судството и системот во целина, што е поразително во поширока смисла, бидејќи како паѓа довербата, така и системот има поголем проблем со својата ефикасност. Така што практично јас гледам тука еден прекор до владата, сериозен, кој што таа очигледно не го разбрала. Дали се прават дека не го разбрала или стварно не го разбрала. Владењето на правото тешко го разбира сите власти, а трите на ВМРО посебно се, да речам, на некој начин антиталенти во оваа сфера, едноставно не разбираат како функционира правната држава и владењето на правото. Ноншалантноста со која одговараат од владата. Според професорот не дава оптимизам дека имаат сериозни намери за брзи чекори кон Европската Унија. Тој смета дека навестувањето дека ќе продолжат со борбата на персонален план за справување со суди и обвинители што се наводно блиски до опозицијата или не им се нив блиски е загрижувачки. Првиот вистински тест за владата, што владата може да направи, е многу лесно. Тоа е у суштина да не прави ништо битно. Односно, во најмала мера да се остави да се изберат прв човек во обвинителството и на антикорупцијската комисија, согласно со професионалните капацитети на кандидатите, без да има политички влијанија. Дали ова го очекувам како реалност? Не. Со оглед на тоа што како до сега тргна со именувањето и напредувањето на судиите и обвинителите, продолжува таа некоја стара практика на наши и нивни. Евроамбасадорот Рокас вчера и во присуство на премиерот Мицкоски рече дека не е постигнат напредок во судските реформи и борбата со корупцијата, а тоа останува суштински. Тоа не се само референтни точки, туку и основа за доверба на граѓаните и за европската иднина на земјата, рече Рокас. Европската Унија во годинешниот извештај забележува дека заселената реторика на политичарите и владините функционери за преземање мерки против судиите и обвинителите представуваат непримерно влијание или заплашување и ја поткопуваат независноста на судството. Се споменуваат и спорните измени во кривичниот законник, недостатокот на соодветните човечки финансиски ресурси и одложувањето на судските постапки.